Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Ако министрите за надворешни работи на Грција и на Македонија Димитров и Коцијас следната недела во Охрид го потврдат трендот на напредок, прашањето за името ќе го преземат премиерите Заев и Ципрас, што ќе треба да биде сигнал дека преговорите стигнале до финале. Вакви се очекувањата за процесот, кој по фазата во која стигнуваа оценки дека само што не пропаднал, по посетата на Коцијас на Скопје и особено по последната рунда виенски преговори, повторно е заплиснат со оптимизам. Ова е нашата тема за вечерва, но овој пат погледната преку перцепциите на јавноста. Колку лично за граѓаните е важно да се реши ова прашање и какви би биле последиците ако повторно не се реши во следните месеци. Се само некои од прашањата во истражувањето на јавното мислење што ќе го анализираме вечерва. Нераскинливо поврзани со името се и перспективата за членство во ЕУ, па и односите со Бугарија по подпишувањето на договорот за добрососедство. Ќе видите сумирани, но и резултати според етничката и партиската определеност на гласачите. Гости во студиото се Андреа Стојковски од Евротинг, организацијата автор на истражувањето, или на Мангово од Американскиот меѓународен републикански институт ИРИ и Ибрахим Мехмети, аналитичар. Крајот и вечерва е за нова саботажа. Останете на Алсат, податоците од анкетата и дебатата за нив следуваат по кратка пауза. Гледате 360 степени. Само половина од гласачите на ВМРО ДПМН веруваат дека одложувањето на решавањето на спорот за името е на штета на државава. Меѓу оние што се определени за СДСМ, тој процент стигнува до 2/3. Кај поддржувачите на партиите на албанците пак и до 80% веруваат оти нерешавањето на спорот е на штета на државава. Ова е само еден интересен аспект од истражувањето на јавното мислење што за потребите на Евротинг го спроведе М-проспект телефонски во текот на март на репрезентативен примерок од 1042 испитаника. Анкетата доаѓа во екот на нагласен оптимизам дека прашањето за името се движи кон решение. Да, јас реков сум позитивен и повеќе после Виена, заради тоа што отворија министрите душата, фала Богу, ги кажаа од прилика ставовите. Ова оценка за последната рунда преговори за прашањето за името премиерот Зоран Заев ја даде вчера. Но во истата изјава не пропушти да соопшти дека е оптимист и за исходот од следната средба Димитров Коцијас, најверојатно во Охрид веќе следната недела. Месеците се пред нас. Убеден сум дека ако направиме напори да водиме грижа за нашите партнери од Грција, како тоа што ќе го договориме ќе го поминат на институциите, но и тие да водат грижа за нас како тоа што ќе го договориме да помине низ институциите пред граѓаните и во Грција и во Македонија, тоа е начинот на решавањето на проблемот и верувам дека ќе најдеме решение кое што ќе го сочува достоинството и идентитетот на двете земји. Јавниот оптимизам, иако е ризичен и голем политички влог, е показател за процената на владата дека спорот за името е исклучително важно прашање за државата. Но дали така мислат и граѓаните? Одговорот е да. Невладината Евротинг во соработка со агенцијата М-проспект во периодот од 1 до 21 март годинава спроведува телефонска анкета и истражување на јавното мислење, кој меѓу другото покажува дека проблемот со името лично е важно или многу важно прашање за 77% од граѓаните во Македонија. За далеку помалку жители на земјава, 20%, прашањето е неважно или воопшто не е важно. Не само што граѓаните сметаат дека прашањето е важно, туку речиси исто толку 75% сметаат и дека треба да се реши веднаш. Интересно е што на идентично прашање на неодамнешната анкета во Грција, која таму ја спроведе невладината Елија Меп, таков одговор дадоа 72% од тамошните жители. Мислам дека и на жителите од двете држави веќе им е некако дојдено преку глава од целиот процес и дури можеби и затоа и да се прифатат од двете страни некои решенија што можеби за период пред 10-15 години би биле неприфатливи. Во прилог на ставот на истражувачот Горан Лазаров одат и други бројки. Мнозинството граѓани во двете земји сметаат дека доколку решението за спорот за името се одложи, ќе биде на штета на нивната држава. Или низ бројки. Во земјава високи 61,8% мислат дека пролонгирањето на прашањето ќе биде на штета на Македонија, а 30,5% не се согласуваат со тој став. Кај јужниот сосед, слично како и во Македонија, мнозинството од 56,2% од тамошните жители
мислат дека ако потрагата по решение се разлече, тоа ќе биде на штета на Грција, а 39% мислат спротивно. Сепак, во Македонија има значителни разлики во одговорите на ова прашање, зависно од етничката и политичката припадност на испитаниците. 2/3 од поддржувачите на СДСМ се на ставот дека ако се одложи решавањето на спорот, Македонија ќе има последици, за разлика од гласачите на ВМРО ДПМН, од кои едва и половината го делат овој став. Кај партиите на албанците во Македонија, загриженоста од последиците ако не се најде решение се движи од 80% кај симпатизерите на ДУИ, 77,8% кај симпатизерите на БЕСА, до 73,7% кај поддржувачите на Алијансата за албанците. Колку е важно брзо да се најде решението за овој проблем е поголемо кај албанците. Значи, скоро 80% од албанците во Македонија сметаат дека е многу важно веднаш да се најде решение на овој проблем, додека 56% од македонците сметаат дека одложување на овој проблем може да биде само да донесе проблем на Македонија. Во корпусот прашања во истражувањето на Евротинг, што беа идентични со прашањата на анкетата на Елија Меп во Грција, е и какви ќе бидат односите меѓу Македонија и Грција во наредните 12 месеци. Во Македонија, 34,6% мислат дека односите ќе се подобрат, а 36,1% дека ќе останат исти. Дека односите ќе се влошат, кажале 21,1% од испитаниците. Анкетата во Грција на истото прашање покажува сличности со Македонија. И таму околу 36% граѓани сметаат дека односите ќе останат исти и околу 21% сметаат дека односите ќе се влошат. Разликата е прават оптимистите дека односите ќе се подобрат. Такви меѓу грчките граѓани има двојно помалку отколку во Македонија, или 18%, а остатокот од речиси 1/4 едноставно не знаеле или не сакале да одговорат. Ова е вовед во вечерашнава дебата со моите и ваши гости Андреа Стојковски од Евротинг, рековме автори на ова истражување. Благодарам што сте со нас. Благодарам на поканата. Илина Мангова, директорка на Американскиот меѓународен републикански институт ИРИ во Македонија. Благодарам на поканата. Добро вечер. И Ибрахим Мехмети, аналитичар. Добро вечер. Добро вечер. Стојковски, за вас првото прашање. Високи 75% од граѓаните на Македонија, гласачи полнолетни над 18 години, сметаат дека е важно или многу важно веднаш да се реши прашањето за името. Што треба да читаме од овие бројки? Па прво треба да го видиме притисокот. Притисокот кој што се создава дека решението мора да дојде годинава. Можеме да видиме интерес да ја смениме состојбата во која што живееме или државата во која што живееме. Можеме да препознаеме интерес на родителите да ги задржат своите деца дома, можеме да препознаеме страв од запаѓање во нова криза или во некаква нова авторитарна, нелиберална држава, систем, уредување и така натаму. При тоа треба да кажеме дека во ова прашање не е вкалкулирана варијабла какво би било решението на прашањето за името. Прашањето е поставено едноставно, е многу поедноставено. Се обидовме да видиме дали можеме да добиеме некакво мислење, перцепција на граѓаните околу пакетите, дури и околу поентата на промената на името за потребите на пристапување во ЕУ и во НАТО. Меѓутоа, сензитивизацијата на граѓаните е многу голема во последно време, особено имајќи во предвид кога почнавме да дискутираме за именувањето на државјанството, односно nationality, именувањето на јазикот, колку пакети постојат, дали ќе го менуваме уставот или нема да го менуваме уставот и така натаму, и видовме дека граѓаните ги интересира сето тоа. Иако М-Проспект, истата агенција која што го работеше истражувањето за вас за потребите на Институтот за демократија, пред помалку од 2 месеца, мислам дека спроведе истражување во кое што постави прашање дали граѓаните прифаќаат решавање на прашањето за името со цел влез на земјата во ЕУ и НАТО. Интересно, таа анкета прв пат покажа
дека околу 50% од етничките македонци се подготвени да прифатат решение за прашањето за името со цел побрз влез на земјата во ЕУ и НАТО. Се слагам дека беше така, меѓутоа тоа беше во период во кој што немаше се уште толку дебата околу можните пакети, околу начинот на решавањето. Не полемизирам со ова што вие го велите и се согласувам дека е многу сложен евентуалниот пакет решение. Истиот резултат би можеле веројатно да го добиеме ако ги погледнеме и оние кои што сметаат дека разрешувањето на спорот со името или одложувањето на решението ќе биде на штета на државата. Веројатно ќе можеме да ги извлечеме сличните податоци. Да и дадеме шанса на Мангова за првичен коментар. Истото прашање и за вас, како вие ја анализирате оваа бројка од 75% од граѓани на Македонија кои што велат дека е важно и многу важно веднаш да се реши прашањето за името? Па, очекувана е бројката, земејќи предвид дека во изминативе 9 месеци видовме интензивирани односи меѓу Македонија и Грција, интензивирана комуникација од страна на владата за прашањето на името, кревање на очекувањата на јавноста, така што тоа е обостран однос помеѓу власта и граѓаните. Таа ги крена нивните очекувања, сега тие го креваат притисокот спрема неа дека треба веднаш да го реши ова прашање. Исто така, мислам, нормален и очекувани и мислењето по етничка или по партиска припадност. Разбирливо е дека кај симпатизерите на ВМРО ДПМН тоа е помало, бидејќи они се понавикнати, нивната преферирана партија беше на власт 11 години и прашањето на името не беше во прв план, така што за нив е малце понормално да не се решава и да се живее во таа состојба каде што името е нерешено прашање. Од друга страна, за етничките албанци ова не е толку личен проблем и сакаат да им се тргне веќе од маса, бидејќи сметаат дека им смета и некој проблем со кој што тие мора да живеат. Од друга страна, пак симпатизерите на СДСМ, тоа е нивната нивната преферирана партија е на власт, така што таа веќе презема иницијатива и лидерство во адресирање на ова прашање и нормално е да има повисоки очекувања кај нив и повисоки ставови. Мехмети, ваш првичен коментар на овие првични бројки кои што ги анализираме вечерва? Мендој се тоа нумра статистика, осе анкета ќе трегон, јан резултат и причам по дошто е резултат позитив на крај се имате че кеми па нуте калуара на афорт. Dhe kjo sipas me është rezultati i politikës së re të qeverisë së re, e cila është shumë e vendosur në procesin e zgjidhjes së çështjes së emrit dhe integrimit të Maqedonisë në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Nga ana tjetër, nëse shohim dallimin ndërmjet komuniteteve të ndryshme lidhur me çështjen e emrit dhe integrimin e Maqedonisë, kuptohet se ky dallim në favor të shqiptarëve, ashtu të themi, të cilët janë më të vendosur, është rezultati i asaj që të gjitha partitë shqiptare në Maqedoni, po jo vetëm partitë shqiptare, po edhe intelektualë dhe të gjitha ata që kanë një ndikim në shoqëri nuk kanë dilema lidhur me çështjen e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe në Bashkimin Evropian, dhe kjo në kupton edhe ndryshimin ose kompromis lidhur me çështjen e emrit. Ndërsa tek partitë maqedonase ne kemi një parti shumë të madhe, shumë me ndikim, si VOA DPMN, e cila haptazi ose ndoshta jo aq shumë haptazi, po në mënyrë indirekte e dekurajon popullatën maqedonase të jetë në favor të këtyre integrimeve. Дали мислите дека е тоа случај со актуелното раководство на ВМРО ДПМН? Се чини дека тоа е малку попредпазливо во однос на барем јавните пораки кои што ги испраќа. Retorika ndoshta ka ndryshuar, mirë po unë kështu ndonjë ndryshim cilësor në qëndrim në vendosmërinë për ta zgjidhur çështjen. Ne shohim se edhe te kjo Дали е доволно, например, во оваа фаза да не и прави проблеми на владата? Kuptohet se kjo është shumë e rëndësishme që spaku të mos ketë probleme, por nuk mjafton vetëm kjo. Duhet edhe për krahjet të procesit, sepse kjo nuk mund të zhvillohet vetë. Dhe në këtë kontekst vetëm edhe një moment interesant, unë nuk besoj se shqiptarit janë të painteresuar sa i përket zgjidhjes së çështjes së emrit. Dallimi ndoshta është se komuniteti maqedonas
емне нека лидме, емне не штете, dhe kjo I bën më sensitiv. Mirë, po kjo nuk do të thotë se shqiptarët janë të painteresuar se çfarë do të ketë Maqedoninë të Ardhmen. Ajo që ndoshta e bën dallimin është se shqiptarët janë më të gatshëm për një kompromis I cili duket I domosdoshëm, jo që është rezultati I painteresimit, por është më tepër rezultati bindjes se pa kompromis nuk mund të ecim përpara, dhe mendoj se kjo e shpjegon këtë dallim në percepcionin e qytetarëve të komunitetit. Благодарам за овие воведни излагања. Ќе одиме на уште една пауза, па се враќаме со анализата на другите бројки. Бидете на насад. Во атмосфера на нагласен оптимизам дека е можно брзо решавање на прашањето за името, вечерва ги анализираме резултатите од истражувањето на јавното мислење спроведено во Македонија за потребите на Евротинк, а направено од агенцијата М-Проспект. Во студиото се Ибрахим Мехмети, аналитичар, Илина Мангова, директорка на ИРИ во Македонија и Андреа Стојковски од Евротинк, автори на истражувањето. Рековме и во предходниот дел Стојковски дека интересни се податоците кога ќе се разбијат по партиска определеност на гласачите, а поврзани со прашањето што ако прашањето не се реши во следните месеци и какви би биле последиците по државата, односно дали тоа би било на штета на државата. Само половина од гласачите на ВМРО веруваат дека одложувањето на решавањето на спорот за името е на штета на државата. Околу 2/3 од оние што се определиле за СДСМ сметаат дека е така, а кај поддржувачите на партиите на албанците тој процент оди дури до 80%. 80 со дуи. Точно. Вака е расположението реално првенствено заради етничката структура на гласачите на политичките партии, бидејќи кога ги земеме етничките кроз табулации, излегува дека 56% е кај македонците, некаде околу 80% кај албанците. Очекувањето дека тоа ќе биде на штета на државата, одложувањето ќе биде на штета на државата и токму поради тоа е таквата тенденција и кај политичките партии во сите. Ако обратно ја воспоставиме таа релација, решавање на прашањето за името значи подобра иднина за оваа држава, оваа релација најмалку ја поддржуваат гласачите на ВМРО ДПМН. Точно, најмалку ја поддржуваат гласачите на ВМРО ДПМН и тоа веројатно е исто така надолна тенденција која што може да се следи во однос на поддршката за пристапување во членство во ЕУ, во НАТО, околу поддршката на ЕУ и НАТО како се разложува и колку се очекувањата на граѓаните. Да. Тоа е следното прашање за Мангова. Очигледен е порастот во перцепцијата, колку и да е таа нереална, дека земјата може брзо да стане членка на Европската Унија. Податоците од истражувањето покажуваат голем пораст на оние што веруваат дека Македонија може да стане членка на Европската Унија во следните 5 години, што да се разбереме е нереално, освен ако не се случи некаква политичка одлука на ниво на ЕУ, па да решат регионот да го движат брзо напред, а такви сигнали нема. Според графиконот, поддршка тоа очекување за или пак и гледање дека се приближуваме кон ЕУ, пред се е видливо од минатата година и тоа претпоставуваме анкета направена после формирањето на владата, бидејќи имавме еден долг период 2,5 години, 3 во криза и сите очекувања и сите позитивни параметри беа паднати и беа ниски. Значи, гледаме дека тоа очекување пред се е качено по стабилизацијата, политичката стабилизација на земјата, штом се формирала влада и веќе на луѓето им молесни и можат веќе да гледат и позитивно кон надвор. Значи, имаме во 30 до 33% луѓето сметат дека за 5 години ќе влеземе во ЕУ. Видете, они нема, сето тоа е реакција на нивните, на овие пак кажам интензивирани односи со Европската Унија, посети на Брисел, доаѓање на
на европските представници во Македонија, граѓаните не можат сега премногу да анализираат колку време трае овој процес на интеграција, на зачленување и слично. Тоа е работа на тие кои што се избрани и кои што тоа им е задача. Граѓаните очекуваат резултати од тоа, така што битно е како сето тоа ќе се комуницира. Не е страшно, ова нема да им се врати на тие во однос на годините, во однос на тие кои што ги кренали очекувања, меѓутоа мора да ги видат резултатите од целото ова приближување. Веднаш и сега, очигледно тоа е пораката веројатно на овој висок процент. Или не ги знаеше термините за спроведување на истражувањата во октомври 2016, значи пред одржувањето на парламентарните избори, во ноември 2017 и во март, односно од некаде 5-6 март до 22 март 2018 година. Видлива е линија на пораст. Видлива е линијата на пораст. Она што го забележавме од истражувањето минатата година, 2017, можевме да видиме дека оптимизмот е висок, иако очекувањата се релативно ниски кај граѓаните, бидејќи имавме и друг сет на прашања кои што се однесуваат на реформската агенда, на извештаите на Прибе, на планот 369 и така натаму, очекувањата беа ниски. Меѓутоа, еуфоријата и перцепцијата дека Македонија ќе стане членка на ЕУ за максимум 5 години се создаде токму на ова што Илјана го кажа. Реков, не ги знаеше термините за одржување на истражувањата, меѓутоа перцепцијата кај граѓаните се билдаше на моментите на посети на сите странски државници во државава, на средбите надвор и на таа еуфорија која што постоеше во меѓународната заедница, а премина кај нашите граѓани. Таа атмосфера ќе продолжи да се храни. Еве, најавено е дека веројатно на 17 април, кога Македонија очекува да добие прочистена, изчистена, безусловна препорака за почеток на преговори, само ден потоа во земјава ќе пристигне Могерини и Хан дека Могерини дури ќе се обрати во македонскиот парламент. Такви се најавите, така што оваа атмосфера на оптимизам ќе продолжи да се храни. Да, веројатно тоа е дел од балканска тура при презентација на извештаите за напредок, така што не е посебна веројатно Македонија и треба и тоа да го имаме в предвид, дека тоа е очигледно станува Европска унија свати дека не може да го запоставува балканскиот регион и мора да даде и таа напор и поттика на реформите и на целиот интегративен процес. Меѓутоа, една работа која што исто така треба да имаме во предвид, да, треба да сме свесни дека можеби е дел од европска тура, од балканска тура и дека ќе ги поминат сите балкански држави, меѓутоа повторно извештаите ќе бидат објавени на 17-ти, на 18-ти Могерини ќе биде во Македонија, што значи дека турата ќе започне повторно од Македонија, како што беше случајот и со Јункер. Не кажува тоа многу. На крајот на криштата исходот зависи од нас лично, колку ние овде ќе си ја завршиме работата, ама добро е кога има такви сигнали да се слушаат, да се видат. На крајот следната година се европските избори. На нив им треба успех да покажат некаков резултат. Македонија е единствената држава кај која што успеале да направат комплетна транзиција. Ако тоа го заокружат на 17 април, односно 28 и 29 јуни годинава, тогаш тоа е веќе сериозен успех кој што би го покажале. Мехмети, гледаме пораст на оптимизмот. Што вели вашата анализа, на што се должи тоа? И прашањето е дали може да се случи во еден момент да се испостави дека тоа бил нереално дуван балон кој што ќе се распрсне како меур од сапуница. И што тогаш? Се уњами бидам се ке оптимизам ката боиме ведносмерине кријминистри да ќе верисати. Дошто што хера е пар на превите дни минаше налте пескур душтата филими и зиде се чеше со име, кај ще репар че кеми ња чевери да ње кријминистри цили трегон па курфар дилеме ње ведносмери че тази проблеми. Dhe sipas me kjo është arsye e parë pse kemi një optimizëm kaq të lartë. Kuptohet se unë pajtohem që kjo nuk është reale, mirë po nga ana tjetër mendoj se është mirë që edhe qytetarët e lexojnë drejt sinqeritetin e kryeministrit dhe qeverisë së tij dhe vendosmërinë e tij për ta zgjidhur problemin. Sepse ne në të kaluarën kemi pas shumë premtime me afate bile në qeveritë e kaluara, mirë po
në asnjë moment nuk kemi pas një bindje se qeveria dhe kryeministri vërtet dëshirojnë ta zgjidhin këtë problem. I kujtohet deklarata e ish kryeministrit kur thonte se ne do të propozojmë një referendum me një emër, mirë po unë do të votoj kundër kësaj, kundër këtij emri. Që do thotë se kjo është e qartë se nuk ka pas një sinqeritet në qasjen ndaj këtij problemi. Dhe tani është një ndryshim shumë i madh dhe kjo është ndoshta parakushti i parë që mund të çojë deri te një zgjidhje, kompromisi i cili nuk është i lehtë, sidomos për komunitetin maqedonas, për arsyet të cilat i përmendëm edhe më herët, kjo përputhshmëria e emrit të shtetit me emrin e një komuniteti dhe kjo sigurisht se është çështje sensitive dhe të bëjë një ndryshim pa një optimizëm të këtij mendoj se është problem. Nga ana tjetër, nëse nuk ndodh kjo, mund të ndodh të dështoj ky proces, mirë po unë nuk besoj se do të dështoj aq lehtë dhe eventualisht nëse ka probleme, mendoj se qytetarët do ta vlerësojnë drejt se kjo qeveri dhe ky kryeministër nuk janë fajtorët për këtë çështje. Ne shohim se edhe pala greke tani ka një ndryshim të dukshëm në percepcionin e qytetarëve dhe në qëndrimin e tyre ndaj nevojës për kompromis. Do të thonë nuk kemi ne pam se 70% të grekëve, qytetarëve grek mendojnë se duhet se do të ishte çështje e mirë të kemi një zgjidhje kompromisi, a nëse mu më pyetni, unë jam i bindur se zgjidhja e çështjes së emrit është në interesin shumë të madh edhe të Greqisë, jo vetëm të Maqedonisë. Iako interesno je da dobro го забележевте ова дека и таму висок процент од оние кои што сметаат дека решавањето ќе биде во интерес на Грција, но исто така истото истражување покажа дека повеќе од 70% се против решение кое што ќе го содржи терминот Македонија, што од друга страна не оди во прилог на решение. Po qeveria greke aktuale, Tsipras, ne shohim nëpërmjet deklaratave të ministrit të jashtëm, Kurcia se tregojnë një vendosmëri në këtë proces. Kuptohet se ka çështje problematike të cilat ne gjithë i kuptojmë. Edhe unë jam i thari i asaj që kjo zgjidhje nuk duhet jetë nënçmuese për askujt në Maqedoni, po as në Greqi. Dhe unë mendoj se edhe qeveria greke këtë e ka të qartë. Dhe tani e dëgjuam se në bisedimet e fundit në Vjenë, qeveria greke është pajtuar që emri mund të ndahet. Dhe me thënë kjo prefiksi të mos jetë i ngjitur që është absurd, dhe me thënë. Dhe kjo tregon se edhe ata janë të Тоа да бидем интересувани. искрени, со години беше официјална позиција на Грција, сега велиме прифатиле. Инаку тоа беше официјалната нивна позиција, сложено име со географска одредница на зборот Македонија, дури и на веб-сајтот на нивното МНР го пишува се уште ова како нивен официјален став. Ka qenë sikur që ishte e qeverisë kaluar, ku thoshin se ne jemi për integrim, po nuk ishin. Edhe ata ndoshta kanë thënë vetëm sa për të thënë, mirë po për arsye se kishin nevojë edhe ata për krahje nga Unioni Evropian, ne e pam se Greqia mori miliarda euro ndihmë nga Unioni Evropian dhe sigurisht kjo ka qenë pjesë e taktikës së tyre që të rrinë afër qendrave të vendosjes, të tregojnë se janë konstruktiv. Mirë po, në përgjithësi mendoj se edhe një nga elementet e kësaj ankete ishte se a është kjo në dëm të Maqedonisë. Unë nuk shoh se si mund të jetë në dëm të Maqedonisë, kur Maqedonia bëhet pjesë e strukturave të cilat e çojnë përpara. Dhe kjo frikë nga dëmi që mund të shkaktohet Maqedonisë, mendoj se është thjesht ndikimi politikave dhe i opinionit në përgjithësi, i cili ka qenë mjaft negativ dhe është ende një pjesë e opinionit. Не, обратна е релацијата во прашањето. Прашањето е малку трики. Вели, прашува за последици по државата ако не се реши. Po, prandaj them, duhet të jetë 100% se nuk do të ketë pasoja. Dhe nuk ka se çka të ketë, ne e pam se të disa... Ако не се реши или ако се реши? И ако се реши, ако не се реши? Do të thonë, nuk është më rëndësishme. Më rëndësishme që të disa parti kemi dileme, do të thonë gjysa mendoj se do të ketë pasoja nëse zgjidhet. Так. Kështu si është ose nëse nuk zgjidhet, pa marrë parasysh. Mendoj se zgjidhja e këtij problemi do të jetë në favor të Maqedonisë, sepse kjo është që ne shohim se Shqipëria ishte shumë më mbrapa Maqedonisë në proceset integruese
Србија gjithashtu. Tani Maqedonia mbet e fundit. Do të thënë, mosgjidhja e këtij problemi është ka pasojë për Maqedoninë, jo zgjidhja e problemit. Стојковски, во анкетата имате едно прашање поврзано со евентуален референдум за влез во Европската Унија. Па прашањето е како ќе гласате ако утре има референдум за влез во ЕУ, и таму има релативно стабилен процент на оние кои што велат дека би гласале позитивно, и тој се движи околу 70%, иако вие инсистирате на тоа дека има нагорна линија споредена со претходните. Споредена со 2014, односно 2015 до сега ова истражување 2018 постојано истото прашање референдумско, ако во недела се одржи референдум за пристапување во членство во Европската Унија, како ќе гласате? Нормално има и можност да одговорат дека нема да гласат или дека не знаат како, меѓутоа процентот на оние кои што укажуваат поддршка е во постојан тренд на пораст. И тоа земено со сите случувања кои што одеа паралелно, политичката криза и така натака, забележавме една мала варијација 2016-та, тоа првенствено беше заради наративот на ВМРО ДПМН дека странски сили ја напаѓаат државата за да ја разнебитат и така натака, меѓутоа се забележува постојан тренд на пораст. Сега, повелете му. Само секогаш да се става и месецот и да се зборуваме за месецот кога е правено, бидејќи една анкета е скенирање на состојбата во даден момент и не можеме за 2017 цела да кажеме дека е таква поддршката, особено имавме години и секоја година имате различни случувања кои што влијаат на јавното мислење. Така што гледам овде вака генерално гледано има цело постојано висока поддршка, но имаше флуктуации, падови и кревања на поддршката во зависност, пак ќе кажам, од состојбата. Во периодите на криза имаше намалување на поддршката за ЕУ, но по политичката стабилизација и сега особено во овој период има покачување. Но не беа драматични тие, мислам дека одстапки, нели? Например, она што ние го измеривме во време на кризата 2001, ние малку поинаку го поставуваме прашањето дали поддржувате Македонија да стане членка на ЕУ. Најниско што сме измериле е 71%, а највисоко во август 2017 77%. Така што тоа е веќе очигледен нагоре на пораст. Добро, имавме и ние вакво слични прашања на овој принцип, дали поддржувате или колку сметате дека ќе биде добро членството на Македонија во НАТО, односно во ЕУ, две различни прашања, и тука се забележува пораст. Ова е само референдумското прашање. Сакате нешто да дополните? Мислам дека генерално кај нас јавното мислење е премногу осетливо и премногу променливо. И по други теми имаме некојаш диаметрално спротивни резултати во краток временски период за истите прашања. Тоа е затоа што мислам дека тоа е можеби проблем на образование, мислам општо образование, не само ова формално образование, и следење на анализа на работите малце по-критички. Премногу лесно имаме влијание кои што доаѓаат од политичките центри, и тоа промената на овие политики или ставовите на политичките партии директно влијаат на јавното мислење, и ова може да се обликува многу лесно. Затоа не сум баш убеден дека ова е резултат на некакви макроекономски или било какви движења во Македонија, туку повеќе влијание од политичките структури. Во едно длабоко партизирано општество. Се слагам, меѓутоа, ако ги земеме сите овие податоци кои што вечерва ги анализираме и кроз табулациите, особено етничка припадност и партиска определеност, може да се види дека генерално во овој момент, споредено со ноември 2017 година,
година има поддршка за оваа политика, за градење на добрососедски односи заради пристапување во ЕУ, и тоа се вако се покажува меѓу другото и со стабилноста на партискиот рейтинг, на пример на македонските политички партии. Она што на нас ни го покажа анкетата е дека резултатите кои што беа утврдени со локалните избори во октомври 2017 година и нашата анкета веднаш по локалните избори ноември 2017 и сега се стабилни. Значи нема промена таму. Добро, да. Јас целиот овој вовет околу потенцијалниот референдум за ЕУ го правев заради еден друг референдум кој што би требало да се случи ако и СДСМ и ВМРО ДПМН останат на тоа што повеќе пати го имаат повторувано, а тоа е дека прашањето за името, ако стигне до решение, ќе оди на потврда на референдум кај граѓаните. Сега точно е, тука има многу варијабли за тоа како ќе биде поставено тоа прашање. Дали тоа пак во себе ќе содржи една доза на манипулација слично на големиот референдум за осамостојување на Македонија, кој што ако веројатно не беше додавката со право да стапи во сојуз со другите југословенски републики и никогаш немаше да стигне до толку висок процент на позитивно изјаснување во тој момент, така што навистина е прашање како би било поставено референдумското прашање. Дали ќе биде директно поврзано со решението за прашањето за името или ќе биде доведено во релација решението со влезот во НАТО и во Европската Унија. Дури не само во прашањето, туку и временската релација ќе биде битна во референдумот, затоа што за пристапување во НАТО објективно нема потреба од референдум. Тоа е меѓународен договор, се ратификува во собранието и таму нема пренос на суверенитетот. Пристапувањето во ЕУ веќе има потреба од референдум, таму има и дополнителни уставни промени кои што ќе не очекуваат да ги направиме, ќе има пренесување на суверенитетот и ќе има потреба од референдум. Ако референдумското прашање за промената на името се случи заедно со референдумското прашање за пристапување во членство во ЕУ во времето кога ќе треба да пристапуваме во ЕУ, тогаш веројатно ќе има различен исход. Настрана од ова што Ибрахим го спомена во однос на кампањата која што ќе ја водат и оној кој што преговара за името, актуелнава влада, и оние кои што ќе треба да учествуваат во разрешувањето, без оглед дали конструктивно или неконструктивно, или пак ќе водат кампања против промената на името, ќе зависи и од тоа, ама ќе зависи и од времето кога ќе се случи. Ќе одиме уште една пауза. По неа, истите теми низ призмата на договорот со Бугарија. Интересни се трендовите и тука се гледа позитивен однос кон договорот, како изминува времето. Само една реченица, ова со како ќе се дефинира прашањето за референдум, доколку има референдум, бидејќи имаме и такви поделени мислења. Ако знаеме дека прашањето на името е во контекст на евроинтеграција, тогаш најверојатно тоа ќе биде содржано и во прашањето. Во смисла дали сте за компромис вакво име како предуслов за членство во ЕУ, бидејќи за НАТО мислам дека нема ни потреба, бидејќи така и беше Букурешт беше завршена работа без референдум, без ништо. И се надам дека така и ќе остане. Објаснувањето веројатно би било дека на крајот на криштата и компромисот се прави заради влез во ЕУ и во НАТО. Токму така, да, инаку ние немаше да збориме за ова ако не беше пречка за интегрирање во ЕУ и НАТО. Македонија призна колку земји со ова име и ние живееме без некој посебен проблем како што живееме. Да. Ама за членство во ЕУ ќе треба да се направи комплекс и логично би било тоа да биде така поставено, ама и тука има трик како ќе се постави тоа прашање. Може да се постави сугестивно да биде негативно или да биде неутрално. И тоа ќе видиме како ќе изгледа. Велам за тоа како договорот со Бугарија е попозитивно оценет на крајниот исток во Македонија, за разлика од главно оптимистички и позитивно настроениот Полошки регион, по уште една пауза. Останете со нас. Продолжуваме со емисијата. Најавив ќе зборуваме за договорот со Бугарија. Се водеше интензивна кампања против
овој договор. Пред и по неговото потпишување, ВМРО-ДПМН дури најави и собирање потписи за референдум, па потоа се случи промена на раководството во таа партија, сега тие се откажа од тоа. Неодамна видовме една интересна посета на новиот лидер Христијан Мицкоски на Софија. На иста маса седеше со Бојко Борисов и со Жозеф Дол, лидерот на Европската народна партија. И велам, од ноември 2017 до март 2018 забележлив е тренд на попозитивна оценка на договорот со Бугарија. Да, првенствено генерално ова оди во на народната секој чудо за 3 дена. Стравот беше толку, наративот за страв и за загрозеност на Македонија од Бугарија траеше толку 3 дена. Евидентен е порастот затоа што 43% го оцениле договорот како позитивен во ноември месец 2017, 49% во март месец 2018 сметаат дека ова е добар, дека потпишувањето на договорот е добро за државата. Ако одиме понатаму да ги гледаме кој остварил корист и каква корист остварил, тогаш граѓаните сметаат дека подеднаква корист имаат и двете држави. Ама ако одиме да ги кростабулираме податоците да видиме како стојат работите, она што за мене е вако најзабележително, кога зборуваме за партиска припадност, не се забележува голем пораст кај сите партии, односно ако гледаме генерално, трендот е дека паѓа поддршката. Меѓутоа се забележува голем пораст на поддршката кај БЕСА, 45% раст споредено со ноември месец 2017 и речиси 100% раст кај оние што го оценуваат договорот позитивно, а би гласале за ВМРО-ДПМН. Ако во ноември 2017 имало 18,4% кои што го оцениле како позитивно, сега велат 31,4% го оценуваат позитивно. Точно е дека тоа споредено со негативната оценка во ВМРО-ДПМН е помала, меѓутоа порастот е евидентен и тоа е сериозен пораст. Дури и во источниот регион кој што во 2017 година граѓаните биле најнегативно расположени кон договорот со Бугарија, само 40% сметале дека е добар, сега 56,5% сметаат дека договорот е добар. Тоа е евидентен пораст. Веројатно го почувствувале економскиот бенефит, можеби успеале да видат и нешто друго. Мислам дека е главно повторно реакција на јавноста од страна на комуникацијата на политичките лидери и од страна на комуникацијата во јавноста, во мас-медиумите. Имаме, го дадовте одговорот на почетокот. Да. Опозицијската партија престана да се фокусира на ова надворешно политичко прашање, пофокусирана на домашни прашања, на домашна внатрешна политика, престана со толку негативна кампања кон договорот и оттаму и помалку негативен набој кај јавноста спрема овој договор. Од друга страна, се истакнува во јавноста дека има позитивен бенефит што државата го достигнала. Дозволете ми да бидам подиректен. Дали тоа што граѓаните гледаат дека иако фразата која што се користи за означување на јазикот на кој што е потпишан договорот е македонски јазик во согласност со Уставот на Република Македонија, што беше посочувано како еден проблематичен аспект на тој договор. Па сега граѓаните гледаат дека не фали ни една буква, не фали ни еден збор, дека сите дела на Петре Андреевски се истовредни како што беа и претходно, меѓу другото се рефлектираат и во овие бројки. Да, и тоа е дел од одговорот, да. Гледа дека нема не доживеа некои негативни последици од договорот, нема некои промени на дело, така што сега во овој период кога се ова измерено, така што од таму сите ова е намалено таа, пак ќе кажам, негативна перспектива. Ова ме прашува Манго, извинете, Стојковски, затоа што на сличен начин се анализираат и дел од елементите на потенцијалното решение за името. Па дилемата е колку сме рационални или ирационални, или
колку со страф и емотивно им пристапуваме на дел од тие прашања, помалку и несвесни дека практично последиците од вакво или такво решение на крај би биле можеби и никакви. Еве, конкретно на ова со Бугарија. Па ќе вратам топката кај тие кои што ги комуницираат сите овие работи. Кај нив е одговорноста како сето тоа ќе го објаснат, што државата добива, што губи, зашто е важно да има референдум или не може и се јавноста да биде едуцирана за сите прашања и да знае особено за вакви деликатни политички, уставни, правни теми или јазични прашања. Значи ова бара голема експертиза некој да седне да го анализира. И одговорноста е во тие што ги решаваат проблемите и кои што сакаат да постигнат со јавноста, односно владата, политичките представници, така ги избрал граѓаните ги избрале да ги представуваат. Сето тоа убаво да го објаснат и да кажат што се постигнува со кој договор и која е позитивната, која е негативната, ако има негативна последица од сето тоа. Ве прекинав? Евидентна беше политичката поддршка која што држава ја доби од Бугарија по потпишувањето на договорот за добро соседство. Оваа година како се подготовките за претседателството и оваа година како се движи претседателството, видлива е таа политичка поддршка. Меѓу другото, економската соработка е подигната. Во почетокот на февруари бе во Софија на еден панел министерката за надворешни работи на Бугарија кажа дека во тој период, значи од 1 август до почетокот на февруари, 11% беше крената соработката, трговската размена беше крената споредено со периодот пред потпишувањето на договорот. Набрзо потоа, неколку недели потоа, тој процент стигна на 17%. Тоа покажува дека договорот на всушност придонел за некаков позитивен развој на односите помеѓу државите. Мехмети реков, Тетовско и Гостиварско се главно отворени, позитивистички насочени кон овие теми, поврзани со добрососедските односи, но интересно, прашани граѓаните, нели, од 1 до 5 да го оценат договорот со Бугарија, позитивна оценка на истокот дале 50% од граѓаните во тој регион, во источниот, крајниот источен регион, а во полошкиот 39%. На истокот е поголема поддршката за договорот со Бугарија отколку во Полок. Добро, тоа може да биде разбирливо дека Источна Македонија е најзасегната можеби од имање добри односи со Бугарија, бидејќи нивниот секојдневен живот е поврзан со Бугарија, имат работа луѓе тамо, имат коли регистрирани, ако ништо друго имат и други и бизниси, помали бизниси се разбира и така натаму, и тоа е. Од друга страна, кај албанците генерално договорот со Бугарија не беше во радарот, да речеме, не беше дискутиран. Тоа беше као некоја споредна тема која што никој не сметаше за високо проблематична. Од друга страна, ако би сакал да се навртам малку на она за стравот кај македонците, она драмата која што беше поврзана со овие компромиси, очигледно дека постои еден така изграден страв од секаков компромис. Тоа беше и со компромис со името, компромис со Бугарија. Ова територијалната поделба ќе биде крај на Македонија, законот за јазици крај на Македонија и така натаму. И тоа мислам дека резултат на лошите политичари и лошите политики од 91 навака. Значи, прво имаше една огромна еуфорија дека сега ние сме на своето и све е наше, и потоа страв дека некој ќе ни земе нешто од ова што ние го прогласиме дека е само наше. И мислам дека тоа е резултат, односно причина за овие стравови кои се јавуваат, и од таа гледна точка мислам дека не сакам да звучам премногу навивачки, но мислам дека Заев навистина направи еден пресврт. Можеби првиот македонски политичар кој каже дека нема опасност ако направиме некаков компромис внатрешен, да речеме, за јазикот или за било што друго. И верувам дека тоа ќе влие понатака луѓето да сватат дека компромисот не значи пораз. Компромисот е неопходен за да победуваш, да идеш напред. Ако не правиш компромис, ќе одиш назад. И тоа мислам дека и во анкетите се покажува и кај некои резултати од стравовите дека ако не направиме решение или ако направиме вакво и такво решение, и во јавниот дискурс.
И мислам дека тоа треба да се промени и јавноста треба малку да се навикне и да се убеди дека компромисот е добра работа. Без компромис може само да тонеш под лавока во опозицијата што се освоил. Особено овој податок за поддршката на договорот за Бугарија на крајниот исток, за мене е интересен ако се види дека тој истиот исток е, да речеме, по-конзервативен во однос на прашањата поврзани со евентуалниот компромис со името. Сега, и во договорот со Бугарија беа засегнати историски, културолошки, јазични, идентитетски прашања и во прашањето за името на некој начин се тврди дека ќе бидат засегнати такви прашања, но имаме исток кој што е позитивно наклонет кон договорот за Бугарија и исток кој што е порезервиран во однос на евентуално решавање на прашањето за името со Грција. За жал, која е логиката сега? За жал не се поврзуваат двете прашања или граѓаните не ги поврзуваат двете прашања, размислуваат засебно одвоено за првото односно за второто и ги слушаат центрите на моќ или дефамацијата која што ја добиваат од политичкото лидерство. Дури знаете, извинете, да речеме, мислам дека ставот на Грција во однос на овие теми е почист во смисла на тоа вашиот јазик е различен и од српскиот и од бугарскиот. Во оваа земја живее етникум различен и од србите и од бугарите. Да, сега е проблемот како тоа се именува. За разлика од Бугарија, која што има проблем да признае автономност на јазикот, има проблем да признае дека овде има засебна етничка група. Меѓутоа, Бугарија, например, призна дека во оваа држава има службен јазик, кој што е службен јазик на државава, меѓу другото е различен од нивниот. Ако имавме проблем тука да го признае тоа, веројатно имавме проблем да го потпишеме договорот воопшто. Да, ама имавме еден Бојко Борисов кој што не радо одговори на тоа прашање среде Скопје. Па добро, ама кажа дека ќе го потпишеме на службените јазици на двете држави, согласно уставот, кој да е. Мислам, знаете како, на крајот ефектот е тој. Она што е добро или е добро заради тоа што се слуша мислењето и на тој начин се гради перцепцијата, ама е поразително паралелно заради тоа што користиме дефамација наместо да даваме аргументи за или против, или аргументи зошто нешто би било подобро, односно како да биде тоа подобро. Кога станува збор барем за овие суштински прашања за државава. Да, не е тоа внатрешна реформа и можеби нема да се одрази веднаш на животот на луѓето, меѓутоа ќе придонесе за промена на животот на луѓето. Добро, завршуваме. Благодарам што вечерва бевте дел од 360 степени. Се надевам беше интересно за публиката. Важни се перцепциите на јавноста и на граѓаните, иако историјата не учи за тоа дека за сите тешки одлуки во моментот кога биле носени и немало мнозинска поддршка кај граѓаните, но како потоа решенијата легнувале, како граѓанството станувало свесно дека и не се толку страшни компромисите кои што биле постигнати, така тие решенија добивале подоцна и поддршка. Тоа е на крајот задача и на лидерите и на... Ете го договорот со Бугарија за пример. И ќе рече што не сте кажале порано, дека е вака добро. Добро, благодарам уште еднаш. Да одгледаме и саботажата. Оние што мислеа дека приказната со спомениците е завршена се во тешка заблуда. Наследниците не само што ја продолжуваат, туку со бесмислената идеја за монументализација на фирми, ја надминуваат и таа зададена црвена гранична линија на разумот. Јас планирам на една од следните седници да излезам пред Советот со предлог да ми даде согласност да во истиот парк поставиме спомен обележје на компанијата американска KBR и сметам дека во предвечерието на 500 години постоење Куманово, нашиот град може да излезе со еден добар и позитивен гест кон еден од најголемите работодавачи во историјата на градот Куманово. Скулптуралната сличност е можеби само инцидентна, настанува симптоматично кога се вајаат нови примери, чија изведба навестува дека синдромот на празно столче,
кој беше карактеристичен за претходниците, може да стане начин на однесување и на актуелните. Вечерва во студиото е поранешниот министер за финансии и представникот ВМРО ДПМН Кирил Миновски. Премиерот Зоран Заев вети јавна дебата, но од СДСМ и од Министерството за финансии не дојдоа транспарентно да го одбранат нивното алиби за прогресивно одданичување. Некому не достига алиби, некому тоа му е и преку потребно, па мораат нон-стоп да смислуваат се поинтересни изговори, обидувајќи се да избегнат стапицата која сами си ја поставиле. Тие всушност го признаваат општо познатиот факт, дека се што се правело, било само во служба на фамилијата. Дали имало некаков разговор, ми рече дека, како и секој друг кој ќе замине на пат во странство, имал телефонски краток разговор со неговата сопруга, семејни разговори и со неговиот брат, исто така семејни разговори. Тие семејни проблеми ги оптоваруваат и оние кои што не сметаат дека моралната е позначена од законската одговорност. Одбивајќи да ја ревалоризираат штетноста на собственото поведение, тие ревносно прекосејќи на традицијата и натаму се уверени дека тетини внука во никој случај не можат да бидат роднини. Немојте да ме молите, не е во ред, има денеска... Во интерес на јавноста. Денеска е Сдруженијето на суди дадоа луѓето изјави, кажаа што јас навистина немам што да кажам по тој повод. Во ниту еден однос ве молам да ме разберете. Денеска сум дојден како гостин на свеченоста на суд. Оставка нема да поднесете? Јас на ова прашање нема да ви одговорам пошто веќе сум одговорил. На мака, ама со собственото политичко семејство е едно од неговите најпознати деца. По многуте вратоломи кои го одбележаа неговото растење, понизата бегство па враќање во заедничкиот дом. Не само што трајно му го откажаа старателството, туку неговите помлади браќа почнаа и да ги бришат спомените за него, не сакајќи ниту да се сетат на жртвата што тој ја положи при последниот камбек. Филип Петровски не е член во ВМРО ДПМН и колку што ме држи меморијата, мислам дека се уште е член на Демократска десница партијата која што впрочем ја формираше лицето. Денеска Демократска десница донесе одлука да престане да постои и целата партија да премине во ВМРО ДПМН. И на крајот, фамилиаризацијата на улицата пред куќата на мајката. Ние сме окупирани. Мора сватиме. Спасибо за ваши коментари. Мајката вообичаено и родителски треба да награди, а не да толерира. Уште помалку со својата неконвенционална реторика, да биде патрон на параполитички невкус и невоспитание. Освен ако таа и не е вистинската мајка. Гледавте 360 степени во пресред на празникот Великден, на сите што го слават, честит празник. В понеделник ќе нема 360 степени поради празникот, ќе се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно.